да пробаме да пресликаме некои научно докажани методи за управување, проектен менеджмент за управување на проектите во градот Скопје и да го доведеме градот во една вистинска состојба. Советот на градот Скопје има можност да поставува политики, има можност да поставува програми, има можност да планира долгорочно, има можност да ги насочува работите и мислам дека тука е правото место да се отвори вистинска дебата, тука е правото место да се создадат вистинските политики на градот, да се насочат изборите на граѓаните, да се преточат во програми на градската управа. Предвидуваме спроведување на сеопфатен план за справување со отпад, воведување на систем за селекција од домакинствата и сериозни казни за дивите депонии. Тоа е она што го видовме особено последниве месеци и со проблемите со кои што се соочивме. Потоа имаме проширување на зелените површини и заштита на парковите. Ја чувте веќе неколку пати нашата идеја за 15 паркови за 15 месеци со засадување на 10.000 дрва. Не можам да стојам од страна, иако имам полукомфорен живот, имам добра пензија и да гледам сеир како општините одаат 5 чекори назад, а ни еден напред, а тоа се однесува и на државата. Јас сум го положил животот и сум го ставил некогаш на коцка за оваа држава и неприродно е да седам од страна и да дозволам младите генерации кои едноставно заминуваат од нашата држава и не ја гледаат перспективата. Советот на град Скопје наместо арена каде што ќе се промовираат проекти со кои што ќе можеме да го направиме Скопје подобар и поубав град, се претвори во арена за меѓусебни внатре коалициски препукувања на коалицијата за модерно Скопје, која што победи на минатите локални избори и која што победи токму со ветување дека ќе го направи Скопје модерно, дека ќе донесе 250 нови автобуси, дека ќе го направат јавниот превоз бесплатен за сите. Првиот проблем е Вардариште. Значи, Вардариште не труе секојдневно. Труе голем број, речи си цело Скопје, никој таму не влегува да измери што од Вардариште излегува. Јасно е дека метан и отровни материи излегуваат затоа што долги години, 30 години тоа ѓубре врие под покривката која што е несоодветна за таков тип проблем.